Градот Ериду е најстариот на земјата и во голема мера тој е неистражен. Во текот на изминатата деценија имаше голем број археолошки откритија кои ја потиснаа временската линија на човечката еволуција и различните диаспори на нашите древни предци. Првично овие откритија предизвикуваат одреден отпор, бидејќи археолозите жалат за застрашувачката перспектива за препишување на историските книги, иако штом ќе се презентираат доволно докази до воспоставените институции, новата хронологија станува прифатена. Но ова навистина се однесува само на ерата на човечкиот развој, што и претходи на цивилизацијата, епохите на нашето минато, во кои сме биле само ловци, собирачи и номади кои талкале по саваните. Обидете се да ја оспорите консензуалната временска рамка на човечката цивилизација и веројатно ќе ве гледаат со посмев и ригидност. Спротивно на тоа, некој од алтернативното убедување може да кажува приказни за древните цивилизации како што се Атлантида и Лемурија, со шпекулативна митологија која раскажува за изгубеното златно доба во човечката историја, кое сигурно било одговорно за изградбата на пирамидите и другите чуда на светот. Тие ги посочуваат списите на Соломон и Платон како доказ за постоење на овие предци, што е возбудливо, но тешко да се потврди без физички доказ. Изгледа дека истражувачот Мет Лакроа се најде некаде во средина на овие две перспективи, додека тој вели дека е фасциниран од атлантидските индиции кои го детализираат уништувањето на Атлантида, тој наоѓа поубедливи докази во античка Месопотамија или она што Академијата веќе го презентира како лулка на цивилизацијата. Овде ги наоѓаме урнатините на најстариот град на земјата, за кој имаме физички доказ, градот Ериду. Оваа архаична метропола е добро документирана во историските текстови кои ги опфаќа античките Сумери и Вавилонската империја, но има и митолошка компонента на Ериду, што може да значи дека човечката цивилизација е многу постара отколку што веруваме и тоа значително постара. Таа митолошка компонента доаѓа од списокот на сумерски кралски запис за древни монарси и полубогови, кои датираат на повеќе од 250.000 години, па до времето кога царството првпат се симнало од небото. Оваа кралска хроника навидом се чита како митологија каде што се вели дека првите кралеви живееле и владееле десетици илјади години, особено за време на ерата пред потопот. Меѓутоа, по потопот владењето на кралевите почнало да се скратува на стотици години, слично како некои патриарси од Стариот Завет, и на крајот до животниот век што одговара на нашата современа смртност. Да не зборуваме, има доказ дека имињата на некои од посовремените кралеви на списокот всушност постоеле. Обидите да се зачува документацијата за оваа древна лоза, датираат од последниот голем асирски крал Ашурбанипал, кој владел пред неколку илјади години. Благодарение на неговите напори да состави огромна библиотека на сумерска култура, која веќе била древна во негово време, имаме текстови, вклучувајќи го епот за Гилгамеш и Енума Елиш, кои преживеале до модерното време. Милениуми подоцна, овие текстови, што ги опишуваат сумерскиот панетеон, ќе бидат откриени и преведени од Остин Хенри Лејард, пред да бидат славно интерпретирани од Захари Сичин. Преводите на Сичин инспирираа многумина да ја препишат идејата дека боговите Анунаки од сумерското учење биле вонземска раса на родоначалници на човештвото и дека луѓето биле создадени како вид робови на трудолюбива раса на вонземјани надгледници, кои ги користеле луѓето за ископување скапоцени работи и земјени минерали. Наместо тоа, Лакроа вели дека текстовите опишуваат неверојатен напор на подгрупа на Анунаки, познати како Иџиџи, да изградат инфраструктура на земјата што ќе овозможи на цивилизацијата да процвета, пред да го создаде човештвото како совршен вид со потенцијал да се искачи до огромна моќ, можеби дури и повеќе од самите Анунаки. Според Лакроа,
може би имало неколку пати доближување до достигнување на тој потенцијал во текот на нашата историја на оваа планета, но сме биле назадувани од природни катастрофи и конфликти. Овие неуспеси за жал продолжиле и во изминатата деценија, бидејќи војната на Блискиот Исток доведе до уништување на скапоцени артефакти кои би можеле да ни дадат повеќе увид во веројатно најважниот период во човечката историја. Овие артефакти, особено безбројни клинести писма, на места како Ниневија, се ограбени и продадени на црните пазари ширум светот. И ако овие локалитети не се уништени од религиозни екстремисти, тие во голема мера се игнорирани од археолозите. Главен пример за ова е Ериду и неговиот иконски зигурат, храмот Абзу, кој останува закопан во песокот на јужен Ирак. Според сумерската легенда, Ериду бил основан и дом на богот Енки од Анунаки. Овде клинестите писма буквално излегуваат од песокот и чекаат да дојдат вистински луѓе да ги зачуваат и да ги отклучат изгубените тајни на човештвото. Погледнете го Ериду и проценете сами дали бил град на боговите. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.